Мерката 121 од Националната програма за рурален развој опфаќа кофинансирање со помош на државата. Актуелниот јавен повик обезбедува најмалку 50% поврат од вложените средства за осовременување на земјоделската механизација и приклучни машини. Горната граница за субвенционирање оди до 75%, доколку барателот е жена или млад земјоделец до 40 години, односно површините се лоцирани во рурални средини. Право на аплицирање имаат сите земјоделски стопанства кои што се занимаваат со поледелство, односно со житни култури, индустријски и фуражни култури, вклучувајќи го и тутунот. Основни услови за апликација се да биде евидентиран фармерот во единствениот регистар на земјоделски стопанства на Република Македонија и да има површински капацитети. Тие површински капацитети се 0,5 хектари, односно 5 декари за тутун и за сите други култури кои што влегуваат во житни, индустријски и фуражни култури, освен тутунот, да има 15 декари, односно хектар и 0,5, односно хектар и пол. Годинава за прв пат се аплицира по електронски пат, што представува големо олеснување за земјоделците. Националната програма за рурален развој ги опфаќа земјоделските култури и бараната агроопрема кои не се вклучени во ИПАРД програмата. Во ИПАРДот беа лозаро оштари и градинари, како и сточарите. Во Националната програма се поледелците. Во ИПАРДот имаме поголем и посилен обем на документација, што значи околу 14 документи. Овде имаме само електронско барање кое што следи откако е издадена профактура од страна на фирма која што ќе набави механизацијата, односно ќе му продаде на земјоделското стопанство и евидентирање, односно ажурирање на податоците во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, дополнително на тоа и отварање на имејл на земјоделското стопанство. Дополнително на ова се набавката на механизација која што во ИПАРД беше од било која држава која што е членка на Европска унија или членка земја која што е со статус за влез во Европска унија, како што беа Турција и Србија. Во Националната програма влегуваат сите држави од светот, вклучувајќи ги индиските и кинески ефтини машини. Од регионов во првите 15 дена од тековниот повик од Прилепско поднесени се над 50 електронски барања до Агенцијата за финансиска поддршка. Воедно за годинава очекувањата се дека над 300 земјоделци ќе ја искористат шансата за државна помош. Од оваа програма во изминатите години, значи секоја година се зголемува бројот на поднесени барања, меѓутоа и на одобрени предмети. Така да во овие години неколку, значи од кога е почета програмата, во овие 6-7 години наназад, повеќе од 600 предмети се одобрени. Значи повеќе од 600 барања се одобрени. Не се сите трактори и некои се приклучна механизација. Јавниот повик завршува на 31 август. Од Агенцијата за поттикнување на развојот, од каде земјоделците добиваат совети при поднесување на апликацијата, потенцираат заинтересираните да не го чекаат последниот ден. Паричниот фонд за државно кофинансирање при набавка на агромеханизација во рамки на Националната програма е ограничен и одлучувањето се спроведува по принципот прв пријавен, прв услужен.